Почна жетвата на ориз во Кочанско, ама пак со старите проблеми. И оваа есен земјоделците ќе ги жнеат полињата без да спечалат нешто. Моменталната откупна цена од 22 до 25 денари не е доволна за да се покријат производствените трошоци. Колку што израчунам по мое, до 30 денара имаме трошкове на кило арпа ориз. И сега каде ќе биде крајот? Ако го напунивме ги земјоделските аптеки и напуниме пуни пари, сега ќе го дајаме на задругите по 25 динара, ќе го фрлам оризо и ќе го прежалам, ќе го фрлам у бреганци, ќе го истурам, ќе го прежалам. Ама важно, не го давам на таа цена. Како може другите продукти да се качува државата, а ово е да биде некачено. Годинава за околу 30 до 40% се зголемени трошоците за жетва. Првите полиња дадоа просечна реколта, а според земјоделците, ова се должи на доцната сеидба. Имавме слана во септември месец и направено штета на оризовите површини. За 11 октомври оризопроизводителите најавија нови протести. Незадоволни се поради тоа што преговорите меѓу нив, Министерството и откупувачите завршија без конкретни решенија. Разговаравме и преговаравме. За жал, министерот и околу министерот не сакат да слушнат, него ја префрлат на откупувачите топката. Ние со откупувачите нема што да правиме. И откупувачите би, мислам, не е постигнат никаква согласие. Последен пат земјоделците од Кочанско протестираа минатиот месец. Тогаш, за да се смират страстите и се стопираат блокадите, надлежните од ресорното министерство организираа неколку состаноци, а оризот доби утврдена производна цена во висина од 27 денари, која за 2 денари е повисока од откупната цена.